Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите. The draft resolution is adopted. Советот на Европа го затвори постмониторинг диалогот со Македонија. Признание за 25 години реформи. Мицкоски со коментар. Ова е историски момент, би рекол, рамо до рамо со денот кога се прогласи независност. 3 обвиненија за 23 полицајци. Која е нивната улога во трагедијата во Пулс? Камионите се повлекоа. Границите се ослободија. Сите се среќни и задоволни, го постигнавме првичното барање. Следниот месец конечен договор за транспортерите. Знаењето од странство применете го дома. Еразмус програмата со најмногу пари досега. Силна поддршка за младите на оваа земја. Обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција поднесе обвинение против 13 полицајци за пропусти при контрола на дискотеката Пулс. 9 други се товарат за злоупотреба на службената положба. За 7 лица пак истрагата е запрена, а сите обвинети остануваат под мерки за обезбедување присуство. Михајло Видимлиски. 3 обвиненија за вкупно 23 полициски службеници поднесе обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Со првото се обвинети 13 лица за тешки дела против општата сигурност. 4 началници и 9 полициски службеници од Кочани и Пробиштип. Началниците одобриле и спровеле план за акциска контрола во угостителски објекти, без да проверат дали се опфатени сите проверки што се во надлежност на МВР. Полицајците пак иако кобната ноќ виделе дека во дискотеката има пиротехника, никој не спречил да се користи. На 16.3.2025 година дел од обвинетите, постапувајќи по наведениот план за акциска контрола во кабаре Пулс во Кочани, не презеле соодветни мерки за заштита на присутните лица, ниту мерки за спречување на активирање на пиротехничката опрема на сцената, иако употребата на пиротехника не била пријавена во полициската станица во Кочани. Како последица на несоодветните услови за работа во текот на акциската контрола, настанал пожар при што придонеле за настапување на смрт на 63 лица, а 223 лица се здобиле со тешки повреди. Според обвинителката Ивана Трајчева, натовар им се става што во Пулс влегле касно. Само проверувале дали има малолетници, но не и да реагираат да се отстрани пиротехниката. Влегле внатре, преполно било. Виделе пиротехника на бина, никој не оди кон бината да се спречи пиротехниката, туку се води контрола за тоа дали меѓу гостите има малолетници. Со 2 обвинителни предлози пак се опфатени 12 полициски службеници. 9 од нив се обвинети за злоупотреба на службената положба и овластување при издавање согласност за работа на кабарето во 2022 и 2023 година, со што е овозможено прибавување противправна имотна корист. 3 полициски службеници се обвинети дека при изготвување службени записници внеле неточни податоци и овозможиле неправилно водење прекршочни постапки. За 7 полициски службеници донесена е наредба за запирање на постапката за кривично дело тешки дела против општата сигурност, за кои беше наредбата за истрага. Сепак во текот на истрагата утврдено е дека има злоупотреба на службената положба и овластување, за што и се опфатени во едно од обвиненијата. А за дејствијата што дел од полициските службеници ги презеле од 2012 до 2018 година, предметот е пратен во Кочанското обвинителство, со оглед на тоа што во тој период не било формирано специјализираното оделение во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. По 4-дневните блокади, товарните терминали денеска се проодни, откако транспортерите се повлекоа со надеж дека ветеното решение за продолжен престој во Европската Унија ќе се спроведе до 1 април. Представници на владата и на Европската комисија најавуваат дека дефинитивното решение ќе биде изнајдено во февруари. Дејан Трајковски. По 4 дена, товарните терминали од денеска се проодни. Камионџиите доцна синоќа се повлекоа од блокадите на граничните премини. Како што дојдоа, така еден по еден и замина, со надеж дека ветеното за подолг престој од 90 во 180 дена ќе се исполни до 1 април, кога стапува во сила системот за влез и излез. Да се најде решение,
и да немаме веќе проблеми. Се надеваме дека тоа што го ветија ќе го исполнат. Па мислам дека сите се среќни и задоволни, го постигнавме првичното барање со кое што настапивме за овој протест. Премиерот очекува дефинитивното решение да се изнајде во текот на февруари од неколкуте опции. Важно е дека имавме дипломатска офанзива здружена со земјите од регионот. Важно е дека е препознаен проблемот. Важно е дека има неколку можни решенија и очекувам да се катализира решение со кое што ќе се надмине овој проблем. Мислам дека од прилика се надзира решението и очекувам тоа во рамките на следниот месец, односно на месец февруари веќе да биде завршена работа. Од Европската комисија, кои на 6 февруари ќе се сретнат со министрите за транспорт од земјите од Западен Балкан и денеска потврдија дека се прават напори за изнаоѓање на решение. Портпаролот на комисијата Маркус Ламер вели дека особен фокус ќе се насочи кон воведување на нови правила за продолжен краток престој во Европската Унија. This is an issue which has our full attention. Notably, we announced in our visa strategy yesterday that the Commission will work closely with Member States to identify pragmatic solutions that can ensure security and economic benefit for the EU, as well as legal clarity for travellers. These reflections will also explore the introduction of new legislation with a specific set of extended short stay rules at EU level. По транспортерите од Македонија и Црнагора денеска се очекува и босанските и српските транспортери да ги ослободат товарните терминали. Од асоциацијата Макам Транс велат дека се во постојана координација со нив и заеднички ги креираат одлуките. Она што заеднички го баравме 90 во 180 дена го добивме, значи престој период од 2 месеца во кој што треба да се изнајде дефинитивно решение. Како можни решенија се споменуваат опциите возачите да добијат виза од една земја членка на Шенген и со неа да може непречено да работат во целата зона, како и можноста да бидат препознати како професионалци за кои не важат правилата како за останатите патници, што ќе бидат задолжителни од 1 април годинава. Парламентарното собрание на Советот на Европа усвои резолуција со која што се затвора постмониторинг диалогот со Македонија, почнат уште во 2000-та година. Одлуката е оценета како признание за напредокот во демократијата, владењето на правото и човековите права, како и за политичката посветеност на европските вредности. Пратениците од македонската делегација порачаат дека ова е силен сигнал за европската перспектива на државата и поттик за продолжување со реформите. Јован Ѓорговски. The draft resolution is adopted unanimously. По 25 години парламентарното собрание на Советот на Европа го прекина постмониторингот за Македонија. Во текстот на резолуцијата кој едногласно беше усвоен се нагласува напредокот на земјава во делот на владење на правото, заштита на човековите права и демократијата, а се признава и политичката посветеност низ годините за исполнување на преземените обврски. Известителите за Македонија кои ја подготвија резолуцијата на дебатата го нагласија значењето на мониторинг процесот кој како што посочија е од голема важност за односите меѓу Советот на Европа и Европската Унија. Во нивните обраќања го поздравија напредокот на Македонија, а не изоставија да порачаат и дека земјава мора да продолжи по евроинтегративниот пат. North Macedonia is now a well-functioning democracy where human rights and the rights of national minorities are generally respected. Please give leadership in your country to resolve this, and then we'll get you into the EU. We want you in the EU, and we hope that you can make the change to your constitution. Во дебатата учествуваа и представниците на македонската делегација кои затворањето на постмониторинг диалогот го оценија како признание за напорите на земјава. My country will continue to be a constructive partner, a responsible member state and a strong advocate of the values that unite us in this assembly. For these reasons, I urge all members to support this draft resolution. It not only acknowledges the progress we have made, but also affirms our commitment to a diverse society that remains united. And indeed, my country has been through a lot. To be more precise, I was born in Yugoslavia, my first child in Macedonia, and my second child in North Macedonia.
So the adoption of this report gives me hope that all of the political figures in North Macedonia get the clear sign what they have to do next. Одлуката на парламентарното собрание ја поздрави и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, која оцени како важно институционално признание за напредокот и посветеноста на државата кон принципите и стандардите на Советот на Европа. Укинувањето на постмониторингот е аргумент за владата, зошто повеќе нема потреба од техничка влада. Премиерот Мицкоски со повик до СДСМ: ако не ни верувате нам, верувајте во ЕУ. Координаторот на пратеничката група на СДСМ, пак Оливер Спасовски, во синокешното гостување во само интервју, кажа дека нема доверба во ВМРО ДПМН и дека се загрижени за можна предизборна злоупотреба на институциите. Јана Јосиповска. Резолуцијата за затворање на постмониторинг диалогот со Македонија, која ја изгласа парламентарното собрание на Советот на Европа, е аргумент плюс за премиерот Мицкоски зошто треба да се укине техничката влада. По информациите во јавноста дека власта во следниве денови ќе го почне процесот за нејзино укинување и покрај противењето од СДСМ. Прашан како ќе ја убедат опозицијата да го промени ставот, Мицкоски се повика на извештајот од парламентарното собрание во Страсбур. Ова е историски момент, би рекол, рамо до рамо со денот кога се прогласи независност. Не треба јас да ги убедувам. Ќе ви кажам две работи. Прво, ги убеди Страсбур вчера со укинување на постмониторингот. Не треба јас да ги убедам. Еве, ако не му веруваат на Христијан, нека читаат што пишува во извештајот. И второ, дури и тоа да е така. Еве, на следните избори повторно нека има техничка влада. Еве, ако имаме редовни 28, јас ќе си дадам оставка во јануари 28. Не е тоа проблем. Само да им удоволиме да следните избори има техничка влада. Па они нека повелат, нека се организираат, нека победат и потоа на тие некои следни избори нема да има техничка влада. Сега, што повеќе да направиме се ние за опозицијата? Ево, објаснете. СДСМ останува на ставот против укинување на пржинската влада, за како што тврдат да се спречат злоупотреби на институциите. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Спасовски во вчерашното само интервју потврди дека министерот Минчев ги доставил до партиите законските измени со кои техничката влада сега ќе остане, а во следниот изборен циклус ќе се укине, како и во кои ресори опозицијата ќе има дополнителни заменици министри, но СДСМ нема да ги поддржи. Затоа што во законот за влада 2016 година, како резултат на пржинскиот договор, таа влада беше еднократна. 2016 година да. И во преодните одредби се укинуваат одредбите кои што се однесуваат на таа техничка влада. За да 2018 година, пред референдумот, Мицковски во разговор со тогашниот премиер Заев побара да се врати техничката влада. Сега, кои биле причините да се врати во тој момент техничката влада, кои што се помалку значајни од причините кои што се денес. Тоа се создавање алиби ова за некој иден пораст на СДСМ. Ова нема врска со алиби. Ова има врска со спроведувањето на изборниот процес. Укинувањето на техничката влада беше една од главните теми на лидерската средба. Ставот на Али Ахмети по средбата беше да се почека мислење од меѓународната заедница, додека левица се изјаснија за таа да замене во историјата. За нејзино укинување се и владеачките знам и вреди. Понеделник ќе се знае кој ќе ја доврши универзалната сала. Моментално комисијата работи. Ајде да го потпишеме колективниот договор. Председателот на ССМ Слободен Трендафилов го повика в понеделник премиерот Кристијан Мицкоски на средба во работничкиот дом. Трендафилов за следната недела најави блокади, а како што рече, пратениците во собранието ќе бидат првите кои што ќе ги блокираат, затоа што го чуваат законот во фиока и не сакаат да ги зголемат платите. Мицкоски со одговор. Проблемот е кај ССМ кој што не сака да соработува. Маја Стојановска. Сојузот на синдикати на Македонија го повика премиерот Христијан Мицкоски на средба во работничкиот дом во понеделник, со цел да се потпише колективниот договор за зголемување на платите од 40%, но и да се договорат растот на минималната и на сите останати плати.
Ова следува откако премиерот посочи дека ССМ минатата година и одбил понудата за зголемување на платите на административците од март 2026 до истиот период во 2028 година за 40%, под услов низ наоѓање на формулација на еден заеднички колективен договор. Председателот на синдикатот Трендафилов, посочувајќи дека на работниците им е потребно зголемување сега, а не за неколку години. Од понеделник најавува и блокади на институции, а првин удар, како што вели, ќе бидат пратениците. Во понеделник, во 9 часот, да дојде во ССМ, да се подпише колективниот договор со кој ги зголемува платите на сите вработени за 40%, како што пишува во соопштението на. И исто така, наместо во 2028 година да зголеми минималната плата од февруари месец 2026 година. Го чекам. Веројатноста е наредната недела да дојдат со автобуси пешки, како што доаѓаат најголем дел од работниците, како што доаѓаат работниците без права на патни трошоци како пратениците. Премиерот иако не прецизираше дали ќе замине во работничкиот дом, вели дека останува на ставот дека е потребен нов колективен договор за тие вработени за кои се уште нема. Во тој контекст, владата побарала од општиот колективен договор да се издвои делот што се однесува на платите и истиот повторно да се преговара, но тоа како што посочи не било прифатено од ССМ. Доволен период имаме од 3 години да постигнеме договор. А во меѓувреме имаме колективен договор, имаме 95% од вработените кои што се дел од одговорностите на владата која што е работодавач и со тоа владата со своите вработени си ги регулирала односите до 2028. И со тоа ние сме завршили. Значи остануваат сега уште овие 7000 и околу 787, ако не се лажам, вкупно на број вработени од вкупната државна администрација. Еве, ова не сакаше да го потпише ССМ. Во меѓувреме од ССМ како следен чекор доколку не се изнајде решенија. Најавуваат и генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор. Според Трендафилов, синдикатот и законот во овој случај ги штити работниците, а ќе бидат определени само нужни работи како здравствени и безбедносни услуги, кои ќе се извршуваат во текот на 24-часовниот штрајк. Пратеничката група на СДСМ денеска во собранието го поднесе предлог законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата, согласно потребите на работниците и барањата на синдикатите. Со измените висината на минималната плата се одредува на 36.960 денари, односно 600 евра, соопштија од партијата. Во образложението се наведува дека во текот на 2025-та е евидентиран континуиран раст на инфлацијата, при што индексот на трошоците за живот бележи значително зголемување, особено кај основните прехранбени производи, енергенсите, комуналните услуги и здравствените трошоци, кои имаат директно и најсилно влијание врз месечните трошоци на домакинствата, велат од СДСМ. Со најголем буџет досега, програмата Еразмус Плюс ќе им овозможи на младите студенти и на учениците да стекнуваат знаења и искуства во европските образовни институции, најави министерката Весна Јаневска. Националната агенција работи на транспарентно распределување на средствата и враќање на довербата по претходните скандали со злоупотреби. Премиерот Мицкоски ги повика младите да се вратат дома и стекнатото знаење да го применат во државава. Афродита Рамос. Со најголем буџет досега, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмите Еразмус Плюс ќе помага на младите да стекнат знаење и искуства од европските образовни институции, најави министерката за образование Весна Јаневска. Од ресорното министерство очекуваат потоа европскиот квалитет и знаења да се пренесат дома. Буџет од 8,1 милион, што значи силна поддршка за младите на оваа земја, за да ги осознаат и постигнуваат европските стандарди. По претходните скандали во Националната агенција, во кои Европската канцеларија за борба против измами откри злоупотреба на средства токму преку програмата Еразмус Плюс во вредност од 2,2 милиони евра. Сегашната ВД директорка вели дека работат на враќање на довербата во институцијата
и потенцира дека средствата се распределуваат транспарентно. Ги следиме доследно и со внимание ги проследуваме сите препораки од Европската комисија и на сите забелешки активно работиме во изминатите 6 месеци. Најнапред треба да ги подобриме процесите во институцијата, тоа и го правиме успешно, што не идуваме на поздравување од Европската комисија. Од Националната агенција посочуваат дека интересот кај младите за посета на европските образовни институции е голем, додека премиерот Мицкоски им порача дека е добро да се учествува, но потоа младите треба да се вратат дома со мотивација, новостекнатите искуства и знаења да ги применат во државата. Истекува дозволата за работа на УСЈЕ, а следната ќе биде дадена според построги стандарди, најави од Министерството за животна средина. Помеѓувреме, граѓанската иницијатива Стоп за УСЈЕ за утре најави протестен марш со кој што ќе побара, како што велат, по ефикасна институционална заштита на правото на чист воздух. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Дозволата на Титан УСЈЕ истекува следната година, но годинава во март мора да започне постапката за барање на нова интегрирана дозвола, за да може цементарницата да продолжи со работа. Но за да ја добие новата дозвола, ќе треба да ги усогласи најновите правила со цел усогласување на европските стандарди. Законот е усвоен во септември 2025 година. Има 2-годишен период за адаптација и стапува во сила во септември 2027. Ова значи построги услови, построги гранични вредности, со голем акцент на енергетската ефикасност и добро управување со отпадот. И УСЈЕ, како и сите други, треба да го почитуваат законот, кој стапува на сила на 20 септември. Тоа ќе значи дека фабриките треба да ги применуваат најсовремените достапни технологии и да обезбедат систем за постојано следење на емисиите и други влијанија кон животната средина. Од граѓанската иницијатива Стоп за УСЈЕ сметаат дека истекувањето на дозволата на УСЈЕ е идеален момент за Министерството за животна средина да ги вметне нивните барања пред да им ја издаде новата дозвола за работа. Од иницијативата најавуваат нов протест за утре и ги повикуваат граѓаните масовно да се приклучат. Сега кога УСЈЕ е пред барање за нова интегрирана дозвола, многу лесно може да се вметнат барањата на граѓаните, секако доколку здравјето на граѓаните е побитно од бизнис интересите. Затоа, почитувани граѓани, утре повеќе од било кога е битно да излеземе на протестот и да кажеме стоп за загадувањето од УСЈЕ, но и да ги повикаме надлежните кои молчат со децении да се разбудат и конечно да преземат мерки. За борбата против загадувањето на воздухот од Министерството соопштија дека веќе почнале со замена на системите за грејење на мазут со топлински пумпи и веќе инсталирани се 80 во 38 институции. А како долгорочни мерки се планира проширување на мрежата на централно грејење во урбаните средини, како и субвенции за користење на природен газ. Сдруженијето на матични гинеколози побара да се прецизираат услугите кои што ги даваат во опсегот на капитацијата по пациент. Барат средба со Фондот за здравство и со Министерството за здравство. Реакцијата доаѓа во период кога ФЗО направи контроли по ординации и изрече казни поради тоа што се наплаќани услуги за пациенти кои што не требало да бидат наплатувани. Од Министерството велат дека ќе ги разгледаат барањата на сдруженијата. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Сдруженијето на приватни матични гинеколози бара да се направат измени во правилникот за работа со пациентки и да се дефинираат кои услуги се во рамките на капитацијата, што се исплаќа од страна на фондот. Тие објаснуваат дека треба да се следи технолошкиот прогрес во делот на прегледите. Недефинирани се стандардите за број на потребни прегледи, индикациите за прегледи. Прегледи има многу на барање на пациентките, надвор од стандардите. Медиумска промоција постои на бесплатни се сите прегледи кај матични гинеколози и слично. Оваа правна и договорна нејаснотија со години создава различни толкувања и ја става одговорноста неправедно врз лекарите кои работат согласно постоечкиот договор и во интерес на здравјето на пациентите. Нашето барање е конкретно кон Министерството и кон фондот да ги дефинираат тие сет на услуги. Значи, тоа е нивната задача. Зашто ние сега работиме во еден хаос, како да ви објаснам. Тоа што ПАПот е, значи, Министерството за здравство го донесе на 3 години,
Тоа не е наша, мислам, одлука, измислица. Дали ние се согласуваме со тоа или не, тука не можеме да реагираме. Барањата на Сдруженијето на приватните матични гинеколози беа кажани пред Министерството за здравство, каде побараа средба со министерот Алију и со директорот на Фондот за здравство Клековски. ФЗОН во декември направи контрола во ординациите на приватните матични гинеколози и утврдија дека дел од нив неправилно наплаќале услуги кои не требало да се наплаќаат. Од Сдруженијето потенцираа за да нема вакви состојби треба да се дефинираат услугите. Матичните гинеколози добија 33% изголемување на капитацијата. Професорот и академик, кардиологот Сашко Кедев се повлекува од Здравствениот совет во Министерството за здравство. Дознава Канал 5 од извори во Министерството. Извори од Министерството за Канал 5 потврдуваат дека во оставката, како причина за повлекувањето, наведен е застојот во почнатите контролни процеси по откривањето на скандалот со кардиоваскуларните операции, каде што се правеле тешки и скапи интервенции на пациенти на кои не требало да се направат. За сега нема потврда дали и кога ќе почне со работа комисијата со странски експерти за откривање на овој скандал. Исто така, реакција од дел од комисијата, оформена од Министерството за здравство, е тоа што во контролните процеси не се вклучени компетентни кадри со докажан стручен и професионален кредибилитет, а поставени биле доктори, интернисти и доктори од судска медицина. Скандалот со непотребно направени интервенции во приватните болници го потврди кардиологот Сашко Кедев, кој во интервју објасни дека кај пациенти кои биле на контрола, било увидено дека не им била потребна тешка интервенција во приватна болница, зашто било потребна голема сума пари од Фондот за здравство. Министерот за здравство не ја потврди причината за повлекувањето на кардиологот Кедев. Менуваме тема. Министерот за култура Зоран Љутков најави дека следната недела ќе биде донесена одлука за избор на изведувач за реконструкција на универзалната сала, откако претходниот тендер пропадна. По изборот ќе следи и рок за евентуални жалби, а доколку ги нема ќе се потпише договор и ќе се продолжи реконструкцијата, која треба да заврши до крајот на следната година. Јорданчо Цветановски. Следната недела ќе се донесе одлука кој ќе биде изведувач на универзална сала, со што ќе продолжи нејзината реконструкција откако пропадна последниот тендер. Министерот за култура Љутков најави дека откако одлуката ќе се донесе, треба да се причека рок од 8 дена за поднесување на жалба од страна на апликантите. Доколку има жалба, процесот ќе се пролонгира. Во спротивно, веднаш ќе следува подпишување на договор со изведувачот. Моментално комисијата работи, имаше мислам дека одлуката за избор ќе биде донесена, не мислам, туку сум сигурен, ќе биде донесена во понеделник. Од друга страна, пред градот Охрид е предизвикот како да се справи со неисполнетите обврски поврзани со извештајот на УНЕСКО, не само околу Дивоград, биде току и околу еколошките предизвици. Македонија и Албанија има обврска до 1 февруари да достават детални извештаи за преземените мерки, со цел да се зачува статусот на Охридскиот регион како светско природно и културно наследство. Веднаш ги мечувавме двата после влада извештаот од македонската и албанската страна и веќе се испратени до УНЕСКО. Мораме да се подготвуваме на се. Значи, сепак, ова не е некој процес што и се случува на оваа влада или на овие министри. Ова што ни дадоа рок од 7 месеци да завршиме некои постапки е јасен сигнал дека тие подготвуваат, а и се подготвува и претходно да влеземе на листата на опасност, се може да се очекува. Инаку обвинителството на 28 јануари оформи предмет и врши истрага во општина Охрид по добиениот извештај од Државниот завод за ревизија за периодот од 2019 до 2024 година. Извештајот утврдил дека во Охрид има 4847 дивоградби, меѓу кои згради и хотели, но и сомнително финансиско работење, отпишување долгови без знаење на општинскиот совет и јавни набавки без тендери, но според ревизорите и чудни трампи на плацеви. Следува само вистина вечерва со Ивана Стојановска. Пријатна вечер.